Откако во изминатите 10-12 месеци не помогнаа ни шарени револуции, ни протести на невладини организации, студентски пленуми и штрајкови на оризопроизводствените здруженија, судбината на државата пак падна во рацете на граѓаните. Лидери на партиите на 31 август најверојатно ќе се договараат изборите да се одржат во декември. Тоа на некој начин значи дека си легнеа на брашното, па порано или подоцна ќе мора да се соочат со народот. Ако се остварува како што е предвидено и договорено, партиите и коалициите ќе имаат на располагање 100 дена да понудат што имаат за понудување и да се обидат да ги убедат гласачите дека токму нивната програма е најдобра и за доброто на државата. Сведено на локално ниво и овој пат се покажа дека сите конци во политиката и изборите ги држат партиските врхушки во Скопје. Локалните партиски раководства се само обични марионети, диригирани од самокниот центар. Затоа и во време кога наближува донесувањето на важни одлуки, па и на евентуални предвремени избори во градовите и селата кои станаа општински центри, не се случува ништо. Речиси приспивно затишје какво што не се памети во изминатите 2,5 децении плурализам, и тоа особено во опозицијските редови. Најпасивни во сиромашниот политички живот пословично се пратениците, за кои граѓаните подзаборавија и кои се и како се викаат или презиваат. А тие се народните пратеници кои во највисокиот законодавен дом во државата треба да ги застапуваат нивните интереси. Во услови кога власта помалку или повеќе успешно си ја тера работата, а опозицијата засега не нуди ништо подобро или повеќе, останува отворена можност евентуално да се извадат некои скриени адути за електоратот, колку толку да се разбранува и да има околу што да се полемизира, дебатира и на крајот одлучува. Сигурно оставајќи го при тоа на вага и претходно сработеното и несработеното, бидејќи во корените на секој народ е да се гледа напред, но и да се осврнува наназад и да памети и добро и лошо.